Ехо от Вселената. Ехо от Вселената. Ехо, 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 ехо. Почитували слушатели, добра ви вечер. Минатата недела, оние кои во континуитет не следат, паметат дека во емисијата Ехо од Вселената зборувавме за основните принципи на кои екзистираат, живеат теориите за постоењето на неидентификуваните летечки објекти. Ова издание ќе биде еден вид продолжување на оваа тема. Вечерва ќе зборуваме за забранетите области во Соединетите држави и денешна Русија, а поврзани со строго чуваните тајни истражувања. Гостина во студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Добро вечер. Во двете суперсили, значи што се јавуваат одме после Втората светска војна во Соединетите американски држави и во тогашниот Советски сојуз, постоја области кај што едноставно беа забранети за обичниот човек. Не само за обичниот човек, него таму и цивилните авиони им беше забрането да се лета. Мислам, се нешто што се правеше таму беше сокриено под некоја голема тајна, мислам, не можеше да се помине, не можеше да се влезе и слично. Такви области има и во двете држави, значи и во Советскиот сојуз и во Соединетите американски држави. Во Америка најпознати области кои што беа такви беа областите што беа во југозападниот дел, значи претежно во државите Невада, во Јута, во Арканзас и во Ново Мексико. Значи оној дел што граничи према државата Мексико и Калифорнија. Една од најпознатите области во Соединетите американски држави секако е областа М51 во државата Невада. Областа М51 се наоѓа некаде на околу 150 до 200 километри северно од најголемиот град во државата Невада, значи Лас Вегас, а некаде околу 200 километри источно од главниот град на Карсон Сити. Сега да напоменеме дека државата Невада е некаде околу 15 пати поголема од Република Македонија. 50% од населението се наоѓа претежно во градот Лас Вегас, значи во најголемиот коцкарски град. Тоа е една област кај што таму се вршеа наблюдувања, значи претежно на тие исушени езера кои што се наоѓаат во тој дел. И претежно најголема база таму е една база наречена Dreamland Paradise Ranch. Тоа е една база кај што се вршеат таму испитувања, за кои што се сметаше дека таму постојат институти и лаборатории кај што се вршени испитување на сите оние вселенци што се заробени од овдека од земјата. Исто така постоја и други бази, Хома база, домашна база наречена, или база на езерото Грим, кај што се но во овој дел, ако можеме да го погледнеме од оние штури фотографии, мислам што ги има, што се добива во тој дел, или па овака ако го наблюдуваме на Google Earth, ќе видиме дека таа област во многу нешто наликува на месечината и оттаму и предпоставката дека спуштањето на месечината е всушност снимено на тој дел. Иначе ова област беше една од најдобро чувани области можда во целиот свет. Мислам таму се постоеше мртва стража која што таму војниците пукаа буквално на се што се движи. А исто така и прелетите на авионите беа забранети на тој дел од таа област М51. Отприлика таа област е колку половина Македонија и поголема, може да се каже, затоа што таму се врше и тестови на
на првите авиони кои што американците ги првите шпионски авиони. Познати проекти кои што се вршени таму на овој дел во Невада е проектот наречен Lockheed U-2, значи првиот оној шпионски авион кој што беше испратен во Советскиот сојуз, кој што беше соборен поточно 1960 година, беше извршен таму на тој дел. Проектот SR-71 Blackbird, значи после проектот HW Blue и фантомот F-17, значи оној невидлив авион со кој што и денеска, ете така, Соединетите американски држави се гордеат, значи сите оние обиди што беа вршени во тој дел од Соединетите американски држави. Друго место кај што се вршена нуклеарни обиди во Соединетите американски држави, тоа е во државата Нью Мексико, која што се граничи точно со државата Мексико, и тоа северно од најголемиот град во оваа држава, Алмагордо, значи близу во областа Розвел, која што е доста позната област токму по појавата на некој СНЛО. И ова база всушност таму е прва база во Соединетите американски држави па и во светот, кај што база поседуваше нуклеарно оружје. Значи таму е направена првиот тест на атомската бомба пред да бидат фрлени во Хирошима и Нагасаки. А покрај тоа во Советскиот сојуз постоја не само области, него постоја и градови кои што беа градови забранети едноставно за посета, и тоа не само за посета за странци, него за посета и на граѓани на Советскиот сојуз. Пример што се однесува до атомскиот дел, односно до нуклеарен дел во Советскиот сојуз, значи такви градови беа Желеногорск во Краснојарската област, Зеленогорск исто така во Краснојарската област, Лесној во областа Свердловск, Северск на крајниот исток на Советскиот сојуз. Ракетни бази кои што беа забранети, ракетни градови беше градот Звездени, поред градот Перм, тоа е близу Урал, Комаровск, Локомотивни, Светли. Сега што се однесува до космичките делови, во космичката област, најголем град кој што беше пуштен како отворен град до пред некоја година, кога еден француски премиер беше прв човек као странец кој што влезе, беше градот Краснознаменск, тоа е во областа на Москва, Знаменск, тоа е во областа на Астрахан таму, Плесек, тоа е еден нов космодром кој што до Русија планира да го пушти од прилика некаде, кој што е активен, меѓутоа сака да го нешто замена да биде за Бојконур некаде за околу 5-10 години. Сега кога збориме за овие градови, би го напоменал само градот Днепропетровск во Украина. Тоа е најголем град кој што всушност беше забранет град да било кој влегува во него. Значи Днепропетровск се наоѓаше најголемото конструктивно биро за ракети во Советскиот сојуз, а воедно и во Соединетите американски држави некаде 50-те, 60-те години. Тоа е град кој што лежи на реката Днепар, некаде има околу 1,5 милион жители. Таму беше сместено најпознатото конструктивно биро на чело со Сергеј Королев, ОКБ 586 од Днепропетровск. Таму беа конструирани првите ракети, познатата Р-7 или Семјорка или Р-9, Р-16 ракетите. Значи тоа беше едноставно најголем град во светот кај што било кој граѓанин од Советскиот сојуз не можеше да влезе доколку претходно не беше доволно добро испрашан за тоа дали кои се неговите потреби да влегува во овој град. Многу кратко со да и со не. Дали се уште сите овие области што ги спомнавте се затворени или пак... Да, областите МПС-1 во Соединетите американски држави, Аламогордо во Ново Мексико се уште се затворени. Голем дел од овие градови што во Советскиот сојуз се уште се затворени, иако да речеме 50%, а вакви градови има сигурно 50 во Советскиот сојуз, некаде околу 50% сега се достапни, меѓутоа повторно велам, се уште од овие градови се уште се затворени за странци или за туристи. Ехо,
hela fana ikuma kaye kani sabari yare ole ole kanye kama kinya mi hira kedi yerege ikomu so honey deni leo na tunkera karodi solo kumi alu mafene kadi aume e bawa yosileo ila kono diko sai so